Борче, ти благодарам што повторно сме заедно во емисијата Кафе муабети за гламур, да си направиме еден кафе муабет, меѓутоа сега со причина. Здраво, Вики. Мило ми е повторно што се среќаваме по некој си таму 7-8 месеци од прилика така, од кога почнавте. И да си продолжиме онаму каде што застанав. Така, да, уште тогаш најавивме дека веќе на лето, ова лето, дека ќе го одбележиш твојот јубилеј од 30 години на македонската музичка фолк сцена. Значи, уште тогаш кога зборувавме, ти го најави некако овој јубилеен концерт 30 години кој што ќе го одбележиш на твојата музичка кариера на македонската фолк сцена. Тоа ќе биде 22 јули во Битола на Хераклија во склоп на културно лето Битола, така? Битолското културно лето. Така. Да ни кажеш првин вака што ќе има на концертот, колку музичари ќе бидат, колку време го подготвуваше? Еве вака, се уште се подготвуваме. Нема да застанам прво јас самиот додека дојде денот за концертот. Имам многу работа, имам околу мене екипа што ми помагаат, ама најголемиот дел од работата е моја, лично. Како викаат, волкот сам си ја брка работата, затоа е дебел во вратот. Музички гости си ги одбрав самиот јас, да кажам, за овој мој 30 годишен јубилеј. Миле Кузмановски, Даниела Темелковска, Маријан Коцев, Татјана Стефановска, Кате и Трајче Соната, Велешаните, и водител на вечерта ќе ни биде гламурозната Ирена Спировска. Одличен избор. Оркестар под раководство на маестро Кирил Стојчевски. Со пола, да кажам, камерен оркестар, нема да бидат цел камерен, затоа што така бараат песните. Ќе има доста и дувачки инструменти, така да пола мислам ќе биде подобра комбинација. Колку време се подготвуваш? Па, искрено, концертот е закажан во Хераклија уште од ланската година, негде октомври, ноември месец, така нешто беше. И од самото закажување, да кажам, од тогаш, полека се отворат повеќе работа, повеќе. Сега сме стигнати до некој стадиум дека окей, засега се доста работи, али се уште има многу припреми работа, пак има проби и така натаму. Пред да почнеме да снимаме, ми покажа еден тефтер, толку педантно си го подготвувал секој детал. Значи, што све друго ќе може да видат оние кои што ќе го постат концертот, нешто специфично, колку песни ќе има од твоите, нели, оние авторски песни? Еве вака, значи, има 4 коинциденции со тоа 30 години на фолк естрадата. Значи 30 години ќе биде исто мојот најнов албум насловен со најдоброто што сум го собрал, да кажам, во сите овие 30 години на музичката сцена. 30 тапани ќе имаме од културно-уметничкото друштво Гоце Делчев од Битола. Имам 30 спонзори. 30 спонзори и така има повеќе коинциденции со бројката 30. Ете, тоа е нешто што се поклопува само по себе, така, како да речем. Нешто друго пропратно и кажа дека ќе имаш гости, сите ќе испеат по една композиција од гостите или? За гостите ќе има некои дуети можеби? Ќе има, да. Од страна на гостите ќе има 2 до 3 песни од секој од гостите, толку времето ќе ни дозволи. Мои песни ќе бидат некаде околу 15, значи лично мои, и авторски, и да речам и од други композитори, али лично мои песни. И се одлучивме да ќе има и некои од староградските песни, што ќе отпееме некои дуети и така. Ќе има и други работи што не сакам да ги откријам сега, сакам да биде изненадување за самата публика. Така, песните твои што ќе ги пееш се одбрани од сите овие 30 години, нели оние кои што ти сметаш дека треба да ги пренесеш? Да, и повеќето се фестивалски, искрено. Јас сум дете од фестивалите уште од
96-та година па наваму. Имам околу 35 фестивали настапено досега и така да повеќето мои песни се фестивалски искрено. Како се ближи времето, се појавува некоја трема? Не е таа трема, или па она што викат позитивна трема. Јас сум генерално позитивен човек во повеќето работи што ќе се зафатам, не само во однос на музиката. Многу озбилно ги работам работите и ги поставувам како една равенка, како задача сам си поставувам и одам едно по едно, или како што викаат австралијаните, step by step. Ајде да го споменеме она кој што е специфично за тебе, бидејќи се роден во Австралија. Така. Земја каде што многумина од овие простори, од балканските, од кај нас, некако им е како посакувана дестинација некогаш во животот да ја посетат. Што е тоа што те врати во Скопје и дали поконкретно еве во твојот роден град Битола и дали кога кажа таму на луѓето дека сакаш после еве некој период таму живот да се вратиш повторно, да дали ти кажа во смисла дали си ти луд да се враќаш сега повторно во Македонија при овие удобности, еве можеби или другиот живот што се нуди во Австралија? Значи, вака, секој човек посебна приказна за себе, мислам, и секој како си го замислува животот. Јас пред да заминам во Австралија, нормално си ги знаев сите мои предности, пред да одам таму, што можам таму да правам и да функционирам на некој начин таму, заедно со фамилијата. Уште пред да заминам таму, јас знаев дека ќе се вратам тука на некоја година. Таа некоја година беа 7,5 години, полни да кажам, во Сиднеј, таму каде што сум роден. И кога се вратив тука во Македонија, значи 2009 година беше тоа, прв мојот брат, можам да кажам, не да ме искритикува, него дали си сигурен човече ова што го правиш, значи се враќаш во неголемата криза моментално во Македонија и на сето тоа згора и инвестираш во Македонија. Дали си сигурен? Нешто кога ќе размислам дека е така, значи не постои сила на светот што може да ме убеди дека не е така. Зборувам за мене, пак ќе речам и за фамилијата моја. Јас размислив дека децата мои сакам да ги донесам тука во Македонија, тука да пораснат и тука да ја примат оваа култура. Па после сами кога ќе пораснат, кога ќе бидат возрастни, може да се одлучат кај сакаат да одат во светот. А не само брат ми, него и многу други луѓе, како што рече Виолета, ме направија луд некој, да. Као тука имаш многу работа, јас навистина бев презафатен во Австралија и со забави, и со кафани, и со концерти, и по бродови, и по крстарења и но премногу бев зафатен во Австралија, така да што знаев пред 2 години датумите ми беа полни, кај ќе одам, кај ќе пеам, кај ќе свирам и така натаму. Али сепак кажав доста, ќе одам во Македонија, ќе си продолжам тоа што сакам да го работам, не со таков интензитет како во Австралија, и да си ги бирам работите и да кажам тезгите, свирките, кај сакам да настапувам. Не се каеш од оваа перспектива и од оваа денешна дистанца? Се уште не. Фала му на Господ, се уште не. Добро. Бидејќи споменавме Австралија, често патуваш на сите континенти, турнеи, нели настапи, концерти. Дали се уште нашите таму, македонците, се уште, како да кажам, ги погодуваат оние стари македонски песни или можеби е сменето, можеби некако преовладуваат по новите генерации некои други песни? На што најмногу ги погодува кога ќе запеете таму? Кои песни? Искрено, без македонската староградска песна и оние постари сите патриотски песни, да кажам, и песните за тугина, секако дека не само по старата генерација, него многу добро не погодуваат и нас, ние сме се во некои средни генерации, да кажам, и исто и децата наши. Значи, ние многу добро тоа го осеќаме на самите настапи, што пеат младите, што знаат и како го чувствуваат тоа, па и плачки некогаш се гледаат и емотивност многу кај младите. Еве, лично јас ќе кажам,
кога Битола мој роден крај ќе ја слушнам надвор од Македонија, ве се ежам самиот, е многу поинакво чувството кога си надвор од Македонија, него ли тука, во Македонија да кажам. Таа пример да речеме таа песна на Ајри Демировски, многу добро позната на целиот свет и многу други нации ја знаат, али како ние ја чувствуваме тука и надвор стварно е доста различно. Доста различно. Емотивно е многу. Да, во секој случај носталгијата за родениот крај си го прави своето. Бидејќи имаш еден прекар министар за естрада, си видел и слушнал се 30 години на естрадата, сигурно многу, како да кажам, имаш видено и слушнато и можеш да ни кажеш дали постои некоја суета, љубомора помеѓу пеачите во Македонија. Се случило ли некогаш некој колега да подметне сопка за некој настап и тебе лично или можеби пример што си видел на некој друг колега и како реагираш на таквите работи? Искрено јас генерално мислам со цела естрада и од машка страна и од женска страна да кажам колеги и колешки сум добар со сите, во добра комуникација сум со сите и не сум осетил досега вака зборуваат, значи можат да нафрлуваат се и се што дека пази овој љубоморен или пази вака или така, али не се замарам премногу со тие работи затоа што го чувствувам понашањето искрено на секој, како да кажам, и од колегите и од колешките спрема мене и знам на која бранова должина сме искрено и не сум осетил нешто, некоја голема љубомора нешто или оговарање, како да кажам. Тоа секогаш било и ќе биде кај сите нас колегите и не Лично на своја кожа не си осетил. не нешто, не баш или па да ме навреди нешто некој или па јас да го навредам, немало таква работа. Многу малку знаат кој е твојот брат. И јас кога прв пат ми кажа, не бев, како да кажам, никогаш не би ве поврзала дека сте браќа. Тој е многу успешен. Ти си министер за естрада, меѓутоа твојот брат гради сериозна актерска кариера во Америка. Моментално ми кажа дека е тука, снима некој филм. Да. Многу ми е драго. Кога ќе се слушнете вие, еве сега е тука, меѓутоа кога ќе се слушнете ти од Битола, тој од Америка, што најчесто би се разговорите, зашто муабетите? Искрено во последно време многу слабо се слушаме, затоа што специјално Тони е презафатен, еве моментално е тука во Македонија, снимаат нов филм македонски, го снимаа на 3 локации и траеше негде околу 2,5 месеци снимањето. И сега пред 2-3 дена се видовме, а во овие 2,5 месеци 2 пати ако се слушнавме искрено како браќа, да се слушниме нешто приватно или било како, затоа што нон-стоп тие работи си повлекуваат проби, голема енергија. Кога ние снимаме една песна, еве мојата последна песна да кажам, кога ја снимавме сега пред 10 дена со арт продукција, значи снимавме цел ден, снимаме кадри да има премногу, да имаме филм во песната за песна од 5 минути. Сега може да замислат луѓето кога се снима филм, еве во 2,5 месеци колку е тоа тешко, комплексно, енергично и колку кадри се да треба да се направат за сето тоа да се склопи. И затоа на брат ми мислам професијата дека е уште потешка и понапорна и тешко ни оди комуникацијата, па и кога е во Америка, тој често игра на Бродвеј во театар. Тони е таму, Тони Номовски е 23 години во Њујорк и да кажам таму функционира, живее на Манхетен, живее во центарот на светот. Али сепак како и да е најдваме време, а и тој најдва време да речам во летниот период вака да ги донеси внучината, имаме 2 прекрасни внучина и со снаата заедно, и снаата ни е глумица исто, Мартината Парчевска, таа е скопјанка, од тука, од градски зид, баш градско дете. Од центарско дете. Да, центарско дете и така доаѓаат некоја заедно на кратко време да се одморат.
Познато е дека си влюбеник во скијањето и во риболовот, меѓутоа и често пати знаеш и да споделиш нели од сето она што ти е како хоби е. Едноставно и двете работи претпоставам дека те релаксира, таму некако си го наѓаш мирот, си ја враќаш енергијата. Што мислиш за Пелистер како скијачки центар? Заслужува ли да биде уште поубав, да се направи нешто повеќе за него, бидејќи таму нели доаѓаат и туристи, за да повеќе се развие туризмот? Вака, Вики, значи јас сум од 3 години на скии, да кажам, ете татко ми во тоа време, ете зборувам далеч на 77-8 година, стварно баш дете од 3-4 години, не научил и мене и брат ми да преубав спорт, да кажам, и покасно и јас лично почнав и во клубот Пелистер. Во тие години клубот Пелистер како скијачки клуб имаше околу 250 деца, што беше една стварно бројка и една конкуренција и такмичевме сегде. Јас такмичев 10 години цели за Пелистер како цицибани, како дете. Од тогаш ми е таа љубов, да кажам, и мислам не само професионално ако се занимаваш со тој спорт, мислам дека рекреативно луѓе кои ќе се качат еднаш на ски, дека тешко ќе се вратат назад, затоа што е преубав спорт. И во тоа и време имаше доста, пак ќе речеме, клубот стално имаше помеѓу 200 и 250 деца, нажалост за денес да има некои си 20 или 30 самочленови. И од тоа време, од време на Југославија, беа направени добри работи за Пелистер, како да речам, жичарата што е постојана, ски лифтот на Пелистер, детското летовалиште, покасно и хотел Молика веќе после Југославија. И сето тоа, да речам, до ден денешен не е многу вложено, искрено, да бидам искрен. Значи не е многу вложено во ова време, мада има сега некои проекти со оваа влада, и да дај златен Господ, јас прв посакувам, што се вика, и како битолчанец, и како македонец, и како влюбеник во овој спорт, дека ќе се прават 2 гондоли. Има некој проект и беше јавно објавен дека кошта многу тој проект и дека треба да биде као до 2030 година. Да дај Господ да биде и побрзо. 2 гондоли што ќе тргнуваат таму под пелистерските села Цапари и Ротино. И едниот ќе оди таму, колку што прочитав, до Антена треба да оди, а другиот треба да оди нешто подолу таму, заборавив точно до која точка, али без разлика. Едната гондола да биде за 50 луѓе, другата да биде за 15. Јас мислам дека ќе има премногу туристи, не само од Македонија и надвор од Македонија, што Пелистер е прекрасен и со моликата, дрвото, значи само на 3 места во светот го има, дека ќе биде препосетен и ќе се развие уште повеќе зимскиот туризам во Битола. Изминативе денови на социјалните мрежи беше актуелно и видеото со мечката што се симна и во самиот град. Па како љубител на природата, ќе ни кажеш ли дали на вистина има мечка во градот на конзулите или некоја IT? На вистина, да, мечка страв, мене не страв, да, како викат. Ја виде ти? Ја видов, да, лично ја видов. Јас често пешачам и трчам, да кажам, 3 до 4 пати во неделата, некогаш 2 пати, некогаш 3, зависи колку имам време, и тоа го правам обично навечер. Многу луѓе го прават на сабајле, али ако го правам на тоа на сабајле, после не можам да се изнајадам цел ден, се осеќам цел ден гладен. А го правам тоа обично навечер, за да после тоа не јадам касно. И обично тоа е негде околу стално 10-10:30, тоа време од прилика. И јас ја видов лично мечката, да, покрај стадионот таму на Тумбекафе, али искрено од далеко, можда имаше некои 100 метра, така, да речам. Таа бегаше,
на некој начин, па и успеа и да ја снимат и тоа излезе и по социјалните мрежи како мечката бега, затоа што на Тумбекафе тука има еден канал го викаат, како пресек тука, и тука тоа е веќе планина, веќе дивина. Тука е Неолица, Тумбекафе, и така да често ја правам таа релација. Јас има некои си 10 километра да одиш до таму и да се вратиш, од каде што живеам, брусничка населба. Да речам, и ете се деси и тоа, да речам. А вистина е, многу луѓе мислеа дека е вештачка интелигенција, али не, стварно беше мечка кој не и најдоја, таа се врати веројатно пак во планината и така, да. Имаше уште и други некои две мали мечина исто, во некои други населби тука во, да речам, приградски, во малку покрај Битола, да речам. Не знам искрено што се деси со нив. А ти се исплаши кога ја виде? Не. Велат ако не ја задеваш мечката, ништо не ти прави, така? Па како викат, мечка, пак ќе речам, мечка страв, мене не страв. Јас трчам, си огледам својот пат, па да не речам како некој, не да видов како куче, него чудно ми падна, али беше и доста далеко, мислам 100 метра не е тоа блиску. Веќе тоа беше како си одев за дома, како да речем. Да било можеби поблиску поинаку ќе било. Да, секако. Сега ајде малку да те прашам за приватниот живот. Негде во октомври ми се чини направивте една сребрена свадба со сопругата. Бевте во Италија ми се чини. Да, во Венеција, да. Во професија каде што, знаеме, музичарите, нели, ноќен живот, патувања, обожаватели. Која е тајната за еден, вака, ретко стабилен и долговечен брак? Пред се, многу голема е, мислам, поддршката од сопругата и од дечината. Прво од сопругата, ќе речам, затоа што дечината покасно идат во секој брак и додека созреат да видат што е тоа професија, што има тато и мама, ќе го научат тоа многу покасно, али пред се поддршката е многу голема. Пред се треба да се има искрена љубов. Значи, како да кажем, пред ние да се ожениме и да се омажиме, да кажам, да се омажите женскиот род, мислам дека љубовта победува прво се и дека секој треба да, како викат старите, кога ќе си го земиш некој намерак и кога има вистинска љубов, поверење и поддршка, дека се гази, се поминува на некој начин. А на вистина имаме ние специфични професии. Лично ние естрадата, да кажам, и машките и женските, нон-стоп сме по турнеи, другаруваме, пееме, се дружиме и може да се јават било какви филмови ки секоја жена, така? Кога веќе споминуваш, присутни сте во емисиите на телевизиите овие, нели што ги има и Насител, ќе ги споменаме Мерак Меана на Алфа и така натаму, каде што нели треба и да се гушнеш со колешка и да дали некогаш изреагирала нешто на нешто вако од твојата сопруга или потполно доверба има во тебе? Има потполно доверба во мене. Не дека некогаш нема да изреагира. Не ти рекла нешто барем и на шега малку? На шега да, али озбилно ништо сега. Мислам до сега, фала му на Господ. Затоа што и нема ништо озбилно, се завршуваат во таа некоја димензија, да кажем. Така, значи љубомората е комплетно надмината. Да. Така, потполна доверба. Добро, тоа значи дека твоето однесување и твојата грижа кон сопругата, кон децата, кон семејството, допринело за таа да има толку голема доверба и нели да не љубомори и да биде секако што треба во вашиот брак. Покрај сопругата дома сте обкружени со 3 убавици, вашите керки. Како изгледа секојдневието на еден министер за фолк естрада со 4 убавици? Кога ќе ме прашаат сите околу фамилијата и дечината, јас имам 3 прекрасни ќерки, фала му на Господ, Зорица, Кристина и Натали. И на сите му викам, имам 4 женски деца дома.
Значи 3 женски деца и жена ми 4. Така, затоа реков с 4 И убавици. едно кученце најдов да го згрижам пред, не знам, има можда 2 години добри. Се тресеше цело вака, тоцково малечко беше и тоа беше женско. Значи нема бегање од женскиот род. Да. И прекрасно е да си родител на 3 ќерки, и јас верувам и секој си ужива во својот брак со своите деца, нема таков, не постои таков родител што не ужива, али ете мене Господ ми дарил да речам 3 ќерки и исто имам и нивната поддршка, исто и нормално и по некој совет од ќерките, тато сега тоа беше добро што го облече, или добра ти беше таа песна, или слушај, кај го најде тој текст, не ти беше баш добар. Така сега баш критикуваат. Да, али прифаќам и сакам Добро, добра критика. Тоа е со, како да кажам, со добра намера критика. Да, не само од фамилијата, него и новинар да ми каже, еве Вики, лично и ти да ми кажеш, дека нешто не ми се допаѓа. Слушај Борче, добар ти беше фестивалот, ама кај го најде тој текст, можеше да биде вака или така. Јас ќе го сватам тоа добронамерно, наискрено. Значи од било кој, ако тоа го изанализирам отпосле, дали тоа е баш така или само некој ми ласка или сака да ми каже било што. А дали ти како татко кон своите ќерки исто така критично за некои работи се однесуваш, ги советуваш или како тие што те критикуваат и ти ги критикуваш за она што тие сакаат да го прават? Да, јас сум добар критичар искрено и сакам да бидам многу искрен со фамилијата специјално и према пријателите и другарите и роднините да кажам, прво со фамилијата. Јас децата мои ги воспитувам пред се да бидат многу искрени, не наивни, него да бидат искрени, многу озбилни во работата, многу точни и успехот е неминовен. Значи, те слушаат? Го слушаат тато? Ме слушаат и еве средната ќерка баш Кристина ми вика, тато како мед да ти тече од устата тоа што кажуваш, затоа што се му се враќа, како да кажам, на секој човек како бумеранг, еви на децата мои, тоа што му го кажувам, затоа што сепак сме поминале нешто и искуството наше што му го пренесуваме, навистина му се дешаваат тие работи. Пример, еве, Кики игра ракомет за Ѓорче и му викам, ќе добиеш шанса. Пример, да кажам, еве, лично за неа. Значи, ќе добиеш шанса, ама не можеме јас тато за тебе голови да ставам. Мораш да се докажеш ако сакаш да одиш напред. И кога ќе видат дека поддршката е до одредено ниво и дека ја оставам на самите себе, и тогаш ќе бидат прави личности, ќе се надоградуваат. Сега ги споменавме колешките, соработуваш со многу колешки си настапувал надвор, на фестивали, на концерти, на патувања, на турнеи. Со кој од колешките најубава ти е соработката? Во смисла најлесно ви оди, еве и најубави настапи си имал и нешто така да издвоиш, можеби и некоја турнеја со некоја колешка? Па, еве можам, пак ќе речам, со многу колешки сум бил на турнеи во Австралија и тука низ Европа. Тука низ Европа турнеите се кратки, искрено, се е сведено на викенд до 2 најмногу. А кога одиме, обично да речам Австралија, Америка, Канада, одиме на повеќе недели, ајде да речам. Секоја турнеја има некоја своја енергија, да речам, и своја убавина. Професионално настапуваме, да речам, со секоја колешка, немам никакви замерки према никоја, да речам, сме поминувале секаде убаво. Еве можам да кажеме дека една прекрасна турнеја имавме со Сузана Гавазова во 2023 година, што тоа беше одма баш после пандемијата и толку што беа затворени луѓето, бевме преполни, бевме сегде, да речам, во Австралија. Имавме 14 концерти. И лани бев исто во Австралија со Анета Арсовска, али искрено исто имавме околу 14 концерти.
не можеме да споредуваме која беше подобра или полоша, али посетеноста мислам си подобра можам да кажам одма после пандемијата, не само во Австралија, беше сегде низ светот поголема. Затоа што си го направи својато пандемијата, значи беа затворени луѓето и беа желни да излезат, не само на концерт, него општо да излезат. И така. Која е најголемата жртва што сте направиле за музиката досега? Кога ќе се посветиме на некоја работа, сите ние луѓето, и ако сонуваме за нешто, што кое сакаме некое ниво или некој врхунец да го постигнеме, мислам дека секој човек треба да гази све пред себе за да стигне до таа работа и многу е макотрпно и многу работа треба. Премногу. Дали многу финанси имаш вложено? Има цифра секако. некоја да кажеш? Има секако, не можам да кажам цифра. Од прилика. И од прилика сигурно еден стан во Скопје. Сигурно, да. Затоа што албуми, фестивали, гардероба, патувања, спотови, сето тоа многу кошта. А искрено ние во повеќето случаи сме и пејачи, и менаџери, и стилисти. Така функционираме тука во Македонија. И така да јас лично имам дадено голема жртва искрено за мојата кариера, али не се кавам за тоа што сум го постигнал до ден денешен и нема застанување. Повторно се бориш, После одиш 30 натаму. години никако. Да, одиш натаму и така. Кажи ми пак, дали славата на човек повеќе му носи пријатели или пак повеќе можеби разочарување во однос на луѓето зборам? Јас мислам и така. Затоа што навистина ни носи многу пријатели и запознаваме прекрасни личности на секаде низ светот, ама носи нормално и непријатели, хейтери, ете како да ги кажеме, што плукаат по нас, што стално не критикуваат зошто носиш црвен костум или Им пречи и кога ќе си добро дотеран. Така. И на пример како пример само го кажав. Или пример не е таа песна за тебе, или сите сме ние се критичари во оваа земја специјално, не само за музиката, за се имаме доктори на науки за таа работа. Кажи ми, како реагираш кога ќе прочиташ некои такви негативни коментари? Те допираат ли? Па, порано Вики допираат тие коментари, да речам, стварно некогаш има и безобразни коментари, што мислам дека сакаат само да ти го мислат дека ќе ти го расипат денот со некои такви коментари, али некогаш и не ги читам искрено и немам време да ги читам, а ги гледам многу нормално, како да речам. Мислам дека самите си се отсликуваат тие што пишуваат коментари, а обично се скриени профили, така да никој паметен човек јавно со свој профил нема да ти каже нешто стварно, може да каже негативно и да коментира, прифаќам, али како да речам безобразно нешто и неартикулисано, како да речам скроз не, да. Која животна лекција во животот најскапо си ја платил? Животна лекција на своја кожа, све што ќе доживее човек, не само од музиката, мислам дека човек скапо ја плаќа. Не јас, сите ние, мислам, кога ќе осетиш најмногу на своја кожа. Али покушавам да се учам во животот на туѓи грешки, повеќето. И сите ние мислам дека ако не да копираме, него се учиме на луѓе кои погрешиле, мислам тоа е најдобро, али најмногу боли кога ќе се научиме на својата грешка. Што е тоа што јавноста никогаш не го дознала за тебе, а ти би сакал да го знаат? Еве, нешто што никој не го знае за тебе, никогаш не го слушнал. Нешто специфично, има ли такво нешто? Нема, мислам, како да кажам, се си отворено и јас сум обично доста искрен и нема што да кријам. Тој сум она што сум од дете, сите ме знаат, еве,
да речам од најмали години, еве како музичар и па поготово во денешно време да кажам има луѓе што не се појавуваат воопшто на социјални мрежи, али ние мораме, имаме некоја обврска, мислам, да се појавуваме, да не пратат, а и уствари на некој начин неголемата реклама и секаде кај што настапуваме, пак ќе се вратам на музиката, луѓето се најмногу информирани каде сме, што сме и кога сме, и пак мораме да бидеме врзани со социјалните мрежи, за така да и од приватниот живот многу пати ставаме слики и нашите хоби и со фамилијата, и мислам дека тука најљубопитни се луѓето околу што сакаат нешто од тоа да дознаат. А искрено да имам нешто скриено што сакам да го скријам, немам таква работа искрено. И сега околу естрадава наша, дали сметаш дека во последниве години повеќе естрадата дали се води повеќе од квалитет или пак од маркетинг и скандали? Јас секогаш на прво место го ставам квалитетот. Еве, ќе кажам, можда сум го кажал во многу интервјуа, еве и во прошлото интервју со тебе, Вики, дека кај што има квалитет, тука нема никаква пречка за никого. Еве, јас кога снимав 95-6, кога почнав со мојата кариера во македонска телевизија, во тоа време требаше да поминиш низ 10 врати, буквално кај покојните Мате Груевски, кај Пане Панајотов, кај Тодор Тајчовски, тие се сите покојни сега, како на аудиција, за да ти дозволат да снимаш за продукција на македонска телевизија. И во тоа време не требаше ни да плаќаш, ако снимаш за продукцијата. И ако си квалитетен. Сега е драстично Значи сменети се работите, многу се сменети работите. Не е све со квалитет. Да. Сега, Вики, можеш и ти песна специјално да, можам, ако сакаш горе-доле. Ако имаш желба да снимиш. Некој осет за музика. И на некој начин тоа ќе го испегла, а ти нема да биде тоа лошо, али кога се пее во живо. Ама ако земам микрофон, ете тука е да кажам. Значи сепак не е се, како да кажам, не се води се по квалитет на нашата естрада. Не, во денешно време искрено не. Ама пак ќе кажам, еве и јас и брат ми имаме специфични професии. Значи пејач на плейбек и пејач во живо. Глумец во театар и глумец на филм кога снима. Ке те вратат таму 15-20 пати, така? Ама во театар нема. Ама кога и што и во живо кога пееш, нема назад враќање. Така. И тука мора да се исправиме и да видиме тоа што е тоа. Дали некогаш си одбил настап поради некој твој принцип, а не поради хонорар? Може би нешто што не испочитувале ти што сакаш. Се случило ли такво нешто? Се случило. Искрено се случило, дури се случило и да некогаш да побарам многу поголем хонорар, специјално во Австралија додека живеев, за да не одам. Значи, како да речам, не културно да... Така испаѓа, културно да ги одбијам. Значи, и па нажалост, напротив, ме поканиле. Ја прифатиле и таа некоја сума што сум ја побарал, затоа што некојаш навистина сакаме да се одмориме. И таму патувањата се петок си пример во Сиднеј, сабота си во Мелбурн, а недела си во Њукастл, пример да кажам. Тоа се 3 свирки, крштевка, свадба и забава, ајде да речем. И тоа сето временски, јас само во авиони спиев во Австралија. Искрено многу тешко е да се постигне. И затоа некојаш сакаме да се одмориме од сето тоа. Например, еве, ќе ти кажам, значи за 8 март имав понуда за во Германија оваа година сега. Јас одбив затоа што си имав букирано на зимовање на Боровец со фамилијата. Си го стави во преден план семејството. Точно. И сега не треба да си го откажам зимовањето ради 8 март, што било нешто покасно. Така, значи принципите си ги имаш и во тој дел. Имам принципи, да. Дали има некои колеги со кои што не би можел да најдеш некоја соработка, било каква, има некои такви на естрадата? Пак ќе речам, јас сум добар со сите, искрено, од цела естрада, така да и во комуникација сум со сите, искрено. И кога станува збор за соработка, еве обично дуети, да речам, со женската, да речам, страна,
Еве, со многу колешки сум отпеел дуети и на Мерак Мејана, и на Везелка, и на Здравје емисија кај Дејан Ѓоргиев, и на македонска телевизија, еве тие се емисиите, да речам, сега во поново време. Најверојатно тоа е до твојот карактер. Да. Никогаш не сум рекол, извини, не сакам со таа колешка да снимам или да пеам или па и мене не ми се десило да некоја колешка да не сакала да отпее нешто или да бидеме заедно во емисија. Борче, постои ли нешто од што се плашиш, некој страв? Значи, од што најголем страв имаш во животот? Од што најмногу се плашиш? Зашто се плашиш? Искрено, јас мислам дека не постои човек на планетата што нема некоја фобија во себе или страв, а кај мене лично пак можам да речам дека не сум по природа плашлив човек, многу сум позитивен, али идат моменти кога мислам кај секој човек тоа дека го има страв од неуспех за било што. Може некој пат некоја ситуација да ме изнервира, па и на риболов дури кога одам. Значи, луѓето мислат дека само треба прачката да ја земиш и дојдеш да фаќаш риби. Не е тоа така. Значи, има припрема. Има нешто свое, да. Да, еве, само како пример ќе го посочам, па мислам дека ќе ме сватат гледачите зашто станува збор. Значи, кога одам на риболов, треба да земам тесто, треба да земам ченка, треба таа добро да се измеси, да се нахрани тоа место, ако сакаш да имаш успех. Кога е обратно, кога доаѓа неуспех, иди до разочарување. Да речам, тоа е само еден пример. Ако не не си добро подготвен, тогаш нема да има успех. Тоа е само еден пример, еден сегмент, да речам, од дел од животот. Можда да постои кај секој човек, еве и кај мене, може да кажам, ама пак не е тој некој голем страв па да ти представува стрес, како да речам. Значи, страв од неуспех. Некои се плашат од височина, некои се плашат од смрт, некои се плашат да им бидат сите блиски на број. Така, секој човек. Број на стравови, да. Тој човек што вели дека нема страв, тој лаже. Така, да. Сега вака да напоменеме за она што ти го подготвуваш албум. До каде е албумот и кога треба да излезе? Албумот 30 години на естрада треба да излези овој месец или почетокот ако стигнеме во продукција на Сенатор Битола, почетокот на другиот месец во јули. Песните се скоро сите готови и уште една песна имаме за снимање. Искрено и таа треба да биде другата недела баш да се сними за Тумба Фест, малку хумористична песна. И да го заокружиме, да си заокружам уствари и со албумот, повеќето ќе бидат нови песни, ама ќе си ставам нешто и она како најслушани што ми биле да кажам во последните 30 години. Околу 18 песни има, албум со CD и со DVD. И па ќе речам The Best of Me, значи најдоброто што сум го собрал во овие 30 години ќе биде представено на тој албум. Значи ќе го очекуваме албумот и ќе го пренесеме преку нашиот медиум до нашите гледачи, ќе кажеме нешто повеќе кога ќе дојде време. Така. Околу самите композиции, а сега уште еднаш како за крај да ги поканиме сите оние кои што ќе следат емисијата на твојот концерт кој што ќе биде кога? Еве, ти покани ги. Јас ќе ги поканам сите кои милуваат да дојдат. Значи, пак ќе кажам, 22 јули во Хераклеја, Битола, во среда со среќа. Мои музички гости, уште еднаш ќе ги напоменам, Миле Кузмановски, Татјана Стефановска, Маријан Коцев, Даниела Темелковска, Кати Трајче Соната, водителка ќе ни биде, вечерта ќе ни ја води Ирена Спировска, оркестарот, големиот оркестар на маестро Кирил Стојчевски, ќе имаме многу изненадувања, доста песни, кој милува ќе биде сведок на таа вечер, како ќе си поминат, па потоа ќе кажуваат. Би ги покануваме сите оние кои што ќе го гледаат овој разговор да дојдат и да присуствуваат на твојот 30-ти јубилеен концерт. Ти благодарам за денешното кафе муабетење
и секако со некои други новини и нешто што треба друго да пренесеме и повторно да си поприкажеме, па ќе се видиме во некое следно издание. Се надевам, поздрав до сите оние кои ќе не гледаат.